Добро оди полнењето на буџетската сметка на општина Кочани, посебно од планираните приходи со наплата на даноците на имот, на доместокот за фирмарина и од закупнините. Според финансискиот извештај за последниот квартал од 2021 година, а што треба да се најде на разгледување и на 6-та седница на Советот на општината, од физичките лица до крајот на декември на име на данок биле наплатени близу 14,5 милиони денари, што е околу 97% од вкупните побарувања. Од правните лица пак во истиот период во буџетската сметка се слеале околу 4 милиони и 300 илјади денари, односно 87% од планираните приходи по овој основ. Од презентираниот извештај може да се утврди дека слична е состојбата и кај наплатата на комуналната такса за истакнување фирма, каде од вкупните побарувања што изнесуваат близу 6 милиони денари, ненаплатени останале нешто помалку од 1 милион. Кај закупнините и надоместоците за користење јавни прометни површини во износ од 2 милиони и 700 илјади денари, на крајот на минатата година се уште имало побарувања за околу 720 илјади денари. Освен овие планирани, а не реализирани приходи, општина Кочани понатаму чека од соседните општини да ги платат своите обврски кон неа. При тоа, општина Чешиново Облешево должи над 325 илјади денари за противпожарни и за извршени ревизорски услуги. По истите основи, од локалната самоуправа на Зрновци ненаплатени се побарувања во износ од околу 80 илјади денари. Секторот за финансии на општина Кочани го заврши изготвувањето на решенијата за данок на имот на граѓаните и на правните субјекти. До 4 февруари е отворен повикот за ангажирање 20 невработени лица кои ќе ги доставуваат актите за потребите на општината. Лицата што ќе бидат ангажирани ќе вршат достава на решенијата за данок на имот, решенијата за комунална такса, опомени за данок на имот или комунална такса, како и на решенија за забрана за користење средства. Доставувањето на актите ќе се врши на територијата на општина Кочани. Паричниот надоместок што ќе го исплаќа општината изнесува 20 денари за секој доставен акт. Со секое ангажирано лице ќе се склучи договор за дело во согласност со Законот за облигациони односи. Заинтересираните лица треба да имаат завршено минимум средно образование, а пријавите со документацијата да ги доставуваат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани или по пошта на адреса улица Раде Кратовче, број 1, општина Кочани. Комисијата за заразни болести донела одлука во врска со почетокот на второто полугодие во основното и средното образование. Следејќи ја епидемиолошката состојба, комисијата препорачала почетокот на второто полугодие од оваа учебна година да биде со физичко присуство за сите ученици во основното и средното образование. При тоа, тие треба доследно да ги почитуваат превентивните мерки и протоколи. Поради епидемиолошката ситуација на терен, со зголемувањето на бројот на ново заразени од омикрон сојот на коронавирусот, стартот на второто полугодие беше поместен за 10 дена, односно од 1 февруари. Предходно од владата најавија дека одлуката за одложување нема да влијае на крајот на учебната година, односно таа ќе заврши на 10 јуни, како што е предвидено во календарот за наставната програма за основното и средно образование, при што ќе се адаптираат соодветно и наставните планови. Како дел од одлуката за одложување на почетокот на второто полугодие од оваа учебна година, остануваат и задолженијата и укажувањата за Министерството за здравство и за образование и наука, како и секторот за односи со јавноста во владата, да упатуваат апели до учениците и родителите максимално да се придржуваат до мерките и препораките за заштита од COVID-19 во домашни услови и на отворен простор. Општина Кочани ќе биде учесник и домакин на регионален бизнис сајам и културен настан, што ќе се одржат кон крајот на оваа година. Носител на активностите ќе биде Агенцијата за маркетинг и менеджмент Евростеп од Скопје, а согласност за учество на сајамот даде Кочанската локална самоуправа, за што градоначалникот Љупчо Папазов потпишал меморандум за соработка. Целта и мотивот за организирањето на сајамот се унапредување и подобрување на бизнис околината и заедницата, а фокус е ставен кон воспоставување и градење врски со публиката, презентирање нови бизнис идеи и концепти, едукација, потикнување на меѓусебната соработка,
како истекнување на видливост и препознатливост на брендовите, производите и услугите на пазарот. Регионалниот саем за производители од североисточниот дел на државата ќе се организира во Кочани на 7 и 8 октомври оваа година. Учесници на настанот ќе бидат правни лица од национално и балканско ниво, како и од државите членки на Европската унија. Во примарниот фокус ќе бидат и производители и правни лица од општина Кочани, како и од регионот. Во текот на минатата година, во рамки на годишниот план за пошумување, Кочанската подружница Осогово на јавното претпријатие Национални шуми, во аторот на општините од Кочанскиот регион реализирала повеќе активности со кои се пошумени 35 хектари. При тоа засадени се околу 105.000 млади шумски садници од различни дрвни сорти. Со програмата за проста репродукција на планината Плачковица опфатени биле локалитетите Орница и Шипковица. При тоа, подружницата извршила пролетно пошумување на површина од 11,5 хектари со 34.500 садници од црн и бел бор и дуглазија. На планината Осогово пак, во текот на минатата година бил опфатен локалитетот Јамиште, при што Кочанската подружница извршила есенско пошумување на површина од 3 хектари со 9.000 садници од црн и бел бор и дуглазија. Исто така, пошумување на Осогово било извршено и на локалитетот Војновица, кој што беше опожарен во текот на 2019-та. При тоа, со пролетното пошумување на површина од 3000 хектари биле засадени 9000 садници од багрем. Вкупната пошумена површина што ја спровела подружницата во текот на 2021 година е на површина од 17,5 хектари, при што се засадени 52.500 стебла. Во текот на оваа година е планирано да се зголеми опфатот на пошумени подрачја, како изголемување на бројот на засадени садници. При тоа, во локалитетот Јамиште е планирано да се засадат 8 хектари со бел бор и дуглазија, во Војновица 37,5 хектари со багрем, јавор и јасен, додека во Белски дол во планот се наоѓаат 17 хектари што треба да бидат засејани со багрем, јавор и јасен. Исто така, во аторот на Кочанска река е планирано да се обноват 2 хектари со багрем, јавор и јасен, додека на подрачјето на селото Црвена нива во планот се наоѓаат 5 хектари со багрем, јавор и јасен, како и подновување на шумата во местноста Пресечена скала во зависност од сечата. Исто така, од шумската подружница Осогово ќе настојуваат да направат пошумување со лисијари, односно набавка на јасен, јавор, бел бор, багрем, костен и други видови. За потребите за пошумување ќе се набавуваат нови стебла од расадниците на јавното претпријатие Национални шуми, при што предвидена е набавка на околу 200.000 садници. Механизација и работни екипи од водостопанската подружница Брегалница од Кочани успешно ги реализирале активностите од годишниот план за чистење на земјените канали и речните корита во регионот за 2021 година. Приоритет имале наводнителните канали во аторот на општина Кочани, каде во текот на минатата година била исчистена каналска мрежа во должина од 80 километри. Исто така, се работело и на зајакнување на бреговите на Кочанска река во должина од 1700 метри, како и на санација на коритото на Оризарска река во должина од 4000 метри. Во рамки на подготовките за предстојната сеидбана сезона на Оризот, предвидено е до април да се исчистат канали со вкупна должина од 100 километри. Поради специфичната хидроложка состојба што се очекува во пролетниот период, а за да се спречи излевањето на реките, планирано е до напролет да се исчистат коритата на Кочанска и Оризарска река во вкупна должина од околу 5 километри. Покрај редовното чистење на каналската мрежа и речните корита, во планот за оваа година дополнително се предвидени и околу 200 машински работни часови за инцидентно одржување или пак за интервенции по потреба.